Добар ден и од мене, почитувани присутни. Вообичаено ми пишуваат говори за тоа што кога настапувам без говор, немам ограничување временско, но некако не сум љубител да читам говори, така да нема да читам ни денес. Би сакал да се заблагодарам првично на поканата да бидам овде со вас, да го дадеме соодветното значење како институции на Црвениот крст, како една од круцијалните институции во нашата убава Македонија, која што треба да одговори соодветно, особено во ситуација на, така да се изразам, во кризни ситуации, во ситуација на кризен менеджмент. И мислам дека историски гледано наназад, Црвениот крст секогаш бил таму каде што требало да биде присутен и секогаш одговарал соодветно на сите оние предизвици кои што се попречувале пред нас. Така да се надевам дека во иднина само ќе можеме да ја продлабочиме институционалната соработка која што веќе е воспоставена и да ја подобриме, се со цел да може да одговориме подобро на нашите граѓани, односно се со цел да може во ситуација на одредена кризна состојба, каква идеја, од какви идеја размери, со заедничка енергија, со заеднички пристап да бидеме на ниво на предизвикот кој што не дај Боже би го имале, а секако дека не дај Боже ситуации се случуваат секогаш. Така да не одолговлекувам многу во насока на она кое што ќе треба да следи. Би сакал само да се заблагодарам уште еднаш и на генералниот секретар и на сите господа кои што се овде за можноста јас да бидам дел од овој настан. Се надевам дека во иднина ќе сториме се што е потребно на соодветно ниво за да можеме соодветно да одговориме на сите несакани предизвици кои што, како беше таа, да бевме у рајот можеби немаше да се десат, но ние сме таму кај што сме, тоа е на земјата, така да ќе се случуваат секогаш, нажалост, тоа е. Да ги има што помалце, а ние да бидеме поспремни, посплотени, на соодветно ниво за да можеме сериозно и да одговориме на сите предизвици. Ви благодарам и посакувам денеска.